Повисоки плати за 7% од април ќе добијат вработените во сите основни и средни училишта. Преговорите за новите колективни договори меѓу МОН и СОНК се во завршна фаза, а ќе бидат потпишани најдоцна до средината на март. Министерката Јаневска објасни дека ова е второ зголемување на платите за 5 месеци по формирањето на новата влада. Мартовската плата на вработените во основните и средните училишта, која ќе ја добијат во април, ќе биде покачена за 7%. Тој договор е веќе постигнат, како што знаете. Ова е второ покачување на платата и е во согласност со инфлацијата. Со овој договор ние обезбедуваме континуитет на покачување на платите на наставниците и другите вработени во основните и средни училишта, кои ќе се одвиваат во следните 4 години. Покрај покачувањето на платите на денешната средба Јаневска СОНК се разговараше и за зголемување на приходите за дел од класните раководители и зголемување на патните трошоци. Председателот на СОНК Неделков е задоволен од разговорите, вели со присуството на состаноците. Владата покажува дека се посветува внимание на просветните работници. Самото присуство на Министерката за образование и наука на нашите работни средби покажува дека многу се посветува внимание на квалитетен текст и еве во оваа прилика сакам да изјавам и објавам дека таргетот беше до денешниот ден да ги подпишеме колективните, меѓутоа еве информирам и јавноста и членството дека заради обемноста на материјалите, заради засега немање закон за наставници и стручни соработници кои што се битни за случување на договорите и ќе имаме мало доснење. Ова е прв пат зголемувањето на платите во МОН да се одвива согласно со растот на инфлацијата. Ова е второ покачување на платите во образованието откако на Илинденска седна новата влада. Зголемување на платите за 5% имаше и во октомври. Премиерот Мицкоски најави дека до крајот на мандатот платите на наставниците и професорите ќе пораснат минимум за 46%.